Навистина, мисијата која што сите ние ја имаме како свет залог од Господа, ни е доверена нам. Мисијата на она што најнепосредно предстои пред нас, наскоро ќе се реализира до крај. Сакате вака или сакате онака, биле спремни, неспремни, Господ ќе го заврши своето дело. Јас верувам дека сите ние, кои што имаме таков налог од Господа, ќе бидеме Негови слуги на прослава на Неговото име. Но темата која за ова попладне ја имав, интересно направив еден курс преглед и се некоја трета глава од овој, трета глава од оној пророк, од Стариот, од Новиот Завет, се некако ми се најдоа трите глави, трета глава во тие книги, а се работи за три огнени работи. Овој пат тројката ќе биде предизвик за нас. Најпрвин, дозволете да отвориме во книгата четврта. Ова е исклучокот по Мојсеј. Од 21 глава, односно 21 глава од 5 стих. Четврта Мојсеева, 21 од 5 стих. И повика народот кон Господа и кон Мојсеј: зошто не изведовте од Мисир, тоа е старото име за Египет, да изгинеме во оваа пустина? Зашто немаме ни леб, ни вода, а и овој никаков леб? Гледајте како може човечко суштество да искаже таква неблагодарност и толкава увреда кон Господа, зашто никаков леб доаѓа од никаков Господ. Кој ни се огади на нашата душа. Мана беше воскликот кога тоа утро ветено од Господа: леб, 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 ќе имате леб. И тоа утро на нивен јазик еврејски мана значеше што е пак сега ова. Што е ова? И изгледа први дечињата пружија рака: леле што вкусно, леле што убаво, како медени, почнаа и да ги месат медени колачиња и да се кува и да се пече, се можеше од него. Прекрасно нешто. За цели 40 години лутање низ пустињата, Господ не ги остави без леб, ама во еден момент никаков леб од никаков Господ. Поголема увреда немаше. Оваа споредба совршено приличи за ова време денес. Доста ни е. На патот сме кон небесниот Ханан, како и тие што беа на патот низ пустината кон земскиот Ханан, ветената земја. И Господ кој има силни чувства, пред се љубов, но и Господ кој може да биде и љубоморен, и Господ кој може да се
uvredi. 6. stih veli i Gospod pušti ili dozvoli do togaž nešto sprečuvalo, no Gospod dozvoli, pušti na narodot ogneni zmiji. Ogneni zmiji. Otrov koji predizvikuva silna treska, temperatura, ogan. Koga dete će se razboli i ima visoka temperatura, obično roditelji te velat gori. Gori i zato što gori se ogneni zmiji, otrovni, lutici. I umre mnogu narod. Togaš dojde narod kaj Mojsej i rekoa mu zgrešiv me na Gospoda. Što vikav me kako na Gospoda, taka i na tebe, Mojsej. Moli mu se na Gospod da gi trgne zmijite od nas i Mojsej se pomoli za narodot i Gospod već ima spremen plan. Mu reče na Mojsej, napravi zmija ognena, odnosno napravi zmija taka ognena i stavija na motka. I kogo što će go kasne zmijata, neka pogledne voneja i će ozdravi. I to go napravil Mojsej, ja sam siguren deka na motkata moralo da ima nešto v oblik na prečka na koja što ta zmija može da stoji, bakarna zmija, da stoji. Inaku samo na motkata kako će stoji? Ne može. Ova go kažu vam od pričina što i svetot denes mu nudi preku svetskata zdravstvena organizacija zmija, ama nema krst. Ova će se svleče zmija, ova je falsifikat zmija. Ova je nešto što je falc, kopija, kako što satanata go kopira svetoto trojstvo, za na kraj da ispadna kako žabi, taka ovdje ja kopira ova zmija. Samo na motka. A Mojsej ja ima napraveno i na jedna prečka na koja što ja zakačuva da ne može da padne, da se slizne. Znači, napravena ta bakarna zmija imala instrukcija, seta ova rabota, Mojsej da im reče da poglednat site od ta zmija. Neko ju odbivale. Pa današnjov svet je prva karakteristika bunt, revolt, odbivanje, odbivnost. Osobno ako spomneš Sveto pismo, Božja reč, Biblija, odmah kontra, pobuna. Pa ne li je celava planeta buntovna planeta za razlika od sita naseljeni planeti vo kosmosot, zašto ne sme sami. Znači, bunt, revolt, site što odbivale, kasnati od ta zmija, a ova so zmijata za današnjot COVID-19. Zašto avtorot je isti, satanata.
Зад се што е поврзано со смрт, гроб, е сатаната, кој што дури и од смртта и од гробот направил фама. Во Ерусалим, например, само богатите, ептен богатите кои може да платат за 2 на 1 метар гробно место, треба да платат $1,000,000, а тоа е гроб во Ерусалим. Тоа ти е исто како рекламата која што се вртеше свинско по европски стандарди. Ама ако е нешто по европски стандарди, ве молам, само да е европски стандарди. Европа, па Европа, па Европа. А знаеме што ќе биде со Европа. Она што Господ рекол. Ништо нема да остане од таа Европа. И сега, тие што одбивале да погледнат, загинале, изгинале, за разлика од други кои што, значи, едни што гледале, а други што не гледале. Тие што не гледале, загинувале. Оние што погледнувале, не била силата, многу добро знаеме, во бакарната змија. Току силата е од Господа, само погледни и ќе бидеш жив. Силата е од верата во Господа. Затоа што овој настан е предслика на 3 глава, Јован. Знаеме за средбата на Исус со Никодим, 3 глава на Јован, 14 стих. И како што Мојсей ја подигна змијата во пустината, така треба Синот човечки да се подигне. За ниеден кој верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Зашто така му омиле на Господа овој свет, што и Синот свој единороден го даде, за ниеден кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Значи, како што Мојсей ја подигна змијата, ова многу добро го знаеме сите, така Исус, Синот човечки, требаше да се подигне. И подигнатиот Исус беше за цело време, знаеме, во Стариот Завет, преку крвните жртви, жртвените јагниња, кои го символизира јагнето Исус Христос. Сите гледаа со поглед на напред. За во Новиот Завет, сите пак Исусови следбеници со поглед на назад. И нашите погледи, погледите на целото човештво, дојдоа до исполнување на копнежот на вековите. Исус и Исус и Исус, дека нема друго име под ова небо. Погледите ни се сретна на подигнатиот. И тоа беше лекот. Тоа е лекот. Тоа и ќе биде лекот до Христовото второ доаѓање. Нашите погледи треба да бидат горе. Вистина е дека денес целото општество е наречено општество со наведната глава. Сите гледаат некаде долу. Во што гледаат? Во телефоните.
Општеството е наречено општество со наведнати глави. А советот, божествен совет е подигнете го погледот горе, кон бакарната змија. Ама тој испит на вера сега се повторува. Подигнат поглед кон бакарната змија или огнената змија. Ако не биде огнената змија, ќе биде огнена печка, знаеме, во Данило, за Седрах, Мисах и Авденаго, тоа е втората огнена работа. И третата огнена работа е за последната црква Христова денес, Лаодикеја. Ти советувам да си купиш злато жежено во оган. А тоа е верата. Се работи за верата. Па ако нема еден архитект вера, дека ќе конструира, ќе направи, ќе предвиди една висококатница, иако денес присталиците на феминизмот отишле дотаму што велат високите згради, тоа е мажественост. Тие сега предлагаат нешто клот долу. Високи згради, тоа значи мажите доминираат. Ако нема вера дека ќе подигне висококатница, нема ништо од тоа. Ако немам вера, кога ќе влезам во авион, дека пилотот има лиценца, возачка дозвола да го управува авионот, ако немам вера, нема ни да се качам. Се е базирано на вера. И зато таткото на верата Аврам е до крај на светот татко на нациите на верата. Значи, верата за огнената змија денес, а тоа е ковидот, една форма само на огнена работа, отровна работа, овде во оваа книга на 613 страна стои запишано: додека сатаната им се представува на човечките синови како голем лекар, кој може да ги исцели сите нивни болести во исто време. Значи, се представува и тој со змија, тоа е змијата. Во исто време тој ќе ги обремени со болести и несреќи, и цели градови ќе претвори во урнатини и пустош. Се сеќавате што се случи од 15. март оваа година, кога планетата Земја беше локдаун, беше затворена. Планетата. Што мислите, драги мои браќи и сестри? Од каде вакви намери за светот? Тие се во негова шака, во негови раце, во негова мрежа, овој свет. Туку ова е направено само и само да се спречи ширењето на Евангелието. Да затвори цркви. Како Елена Вајд што предвиде 1915 година,
појава на прв пасош, и тоа со еден мал нејзин коментар. Со намера сатаната да го спречи ширењето на Евангелието, ќе воведе патни исправи, пасоши. Да не можеш слободно преку граница. Хајде оди, минувај граница. Или некои козји патеки ќе мораш. Баш не е ни препорачливо, ни згодно. Да, многумина имаат пасоши. Значи, дури и сега е на дело, пишува во оваа извонредна книга, за мене многу драга, верувам и за вас, големата борба. Во несреќите и катастрофите на море и на копно, во големите пожари, што се случи во Бејрут. Атомска бомба. 1/5 од силината на Хирошима. Фрлената бомба. 1/5. Каква сила, каква разорност. А тоа е ништо. Во споредба со 27.000 пријавени атомски бомби, не како таа на Хирошима и Нагасаки. Скоро правеа комеморации. Туку бомби, тоа се стои во арсеналот на непријателот, на змијата. Ама за отров има против отров, нели? И во големите пожари, во страшните торнада, придружувани со град, во бурите, во поплавите, во циклоните, во високите бранови и во земјотресите, на секое место и во илјадници облици. Па знае, уште малку време има. И сега е разлутен, разјарен и бара кого да проголта, а по можност и избраните. И видете го сега ова, послушајте. Тој ја уништува зрелата жетва и тогаш настапуваат глад и неволја. Воздухот го исполнува со смртни зарази. Воздухот. А што е сега COVID-19? Зошто ни се овие? Јас во джепот ја ставив. Зошто ни се овие? Па од воздухот да не нешто ни влезе. Воздухот го исполнува со смртни зарази и илјадници умираат од епидемии. И како да им е шлаг на торта, само ги бројат и даваат секојдневно информации колку мина во светот загинале, умреле од COVID-19. Но верата, како што Мојсе ја подигна змијата, така требаше и синот човечки да се подигне. Овој феномен денес го поставува прашањето каде е Господ во сево ова. Исто како стариот Израел, кој одбивал да погледне во бакарната змија и гинел, таквите се и денес во класот, во училницата со Јов, кој вели во 3 глава: од она што се боев, дојде на мене. Од она што се плашев, ме задеси, ми се случи. Јов 3 глава. Стихот е 25. Jer čega se bojah dođe na mene i čega se strašah zadesi me. Каков страв? Господ го истерува стравот. Господ е нашиот лекар.
Кога би ги послушал моите заповеди, моите упаства, моите закони, ниједна од овие болести што ги пуштив на Мисир нема да дојде на тебе. 2 Мојсеева, 15 глава и таму последните стихови. Ниједна, 26. Нема ниједна болест да дојде на тебе. Кому ќе му веруваме сега? И на која змија ќе гледаме? На овој символ, амблем? Светската здравствена организација? Некои си, некакви си лидери, некакви си полни джепови, некакви си кои што имаат сотонски намери да завладеат со светот и да го управуваат светот по светски аршини или речта Божја, која што вели како што Мојсе ја подигна змијата, така требаше да се подигне Синот човечки и се подигна за наша радост и спасение. Ете, драги мои браќа и сестри, наскоро одвојувањето од житото и каколот ќе биде исто како оние што одбивале да погледаат и умирале од смртоносните каснувања и од оние кои со вера гледале во Божјото ветување. Верските прогонства ќе донесат наскоро разлучување или раздвојување на житото од каколот и ќе се види вистинската верност како она кај трите момци Седрах, Мисах и Авденаго. Примерот што денес го раскажа брат Данило со студентот и саботата во времето на Чаушеску, мислам дека сите нас не охрабри. Дека е во Господа решението, во Господа е спасението, животот. Јас се сеќавам на едно друго искуство со негативен крај. Кога еден наш верник, адвентист во Крушеваc се случило. Поштар. Една сабота не дошол, друга сабота не дошол, испитот на верата, и го вика директорот на поштата. А имал и стан од поштата, жена, деца, плата, животот, работното место, и му вели директорот: ти не си дошол во сабота, и таа сабота, и таа сабота. Ако оваа сабота не дојдеш, знаеш што може да се случи? И работното место, и станот да го изгубиш. И каде? На улица. Размисли и дојди да ми кажеш, а може и жената да ја изгуби. Така е. И требало да даде одговор. И доаѓа и вели: ќе дојдам во сабота на работа. А директорот се наведнува, ја отклучува фиоката, вади еден лист, вели: а баш мислевме, имавме наш состанок да ти дадеме слободна сабота. Ама бидејќи рече дека ќе дојдеш, цап, 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 и го фрла решението. Ова е друг пример. А баш мислевме. Значи верата, испитот. Вера, односно злато жежено во оган е вера на Јан Хус. Не поминали низ оган.
Седрах, Мисах и Авденаго не поминали низ оган и многумина. И тоа каков оган. Затоа ве повикувам, драги мои браќи и сестри, да не се двоумиме, да не се колебаме, никакви сомневања, сомнежи, како кај Лот, нема сомневање. Кога Господ ќе каже, тоа и ќе го исполни. Кај Господа нема менување. Господ е истиот од вчера, денес, утре. Амин. Ти благодариме, вечни, семоćен Боже над боговите, Господару над господарите, што си со нас. Твоите ветувања се силни, вечни, непроменливи. Ти благодариме за оваа прекрасна сабота и дружење со Тебе и меѓу себе, како деца и народ Твој. Веруваме дека во новата седмица Твоите семоćни ангели ќе ги држиш покрај нас во секоја прилика, за да не избават, за да не сочуваат во ова зло време, кога сите се со наведнати глави, а ти не повикуваш да го држиме погледот нагоре, од каде што и спасението ни доаѓа преку Синот Твој Исус Христос. Фала и слава нека ти е од сега и во сите векови во името Христово и Светиот Дух. Амин.